Furnacı! Дай Вики. Ей! Дай я гуската. Що? Дай я гуската, бе. Како да ти дам гуската, ефенди? Гуската не е твоја, гуската е на бегот. Чија е? На бегот. Абе, дай ја гуската, кога ти велам, ти го гледаш жандарот. Ама чекај полека малку бе, ефенди, бе, како? Мајсторот ќе мо теба, бегот жив ќе мо дере. Што да му кажам ако ми ја земиш гуската? Немој така да Како бе, ќе му кажеш, гуската летна. Ја извадив и летна. Како бе така гуската летна, отиде бегот, рече, отиде на кафе, вика да пијам кафе, рече, одма ќе се вратам, не се земи гуската. И како се ти дам гуската, кога не е гуската твоја? Немој така, ефенди. Абе, дај ја гуската, кога гледаш жандарот. Слушај, дај ја вам гуската. Што ако го гледам жандарот? Ти реков бе. Ама не можам бе, ефенди, разбери ме, ќе ме даде насуд. Абе, нека те даде, бе. Јас сум кадијата, кај мене ќе те даде. И шо? Ти ќе му речеш само, кога ја извадив, летна гуската. Ама друго да не кажуваш. Само ќе велиш, колку да те прашува, ти се ќе велиш летна, другото си е моја работа. Не бива таа работа, бе, ефенди, бе. Како така печена гуска летнава? Ајде. Абе, ајде, не зборуј кој ти велам. Ти реков, го гледаш жандарот. Го гледам де шо? Така, само така ќе велиш гуската летна. Ај, земи ја гуската, бе. Нема чекај. Ти реков, само така вели и ич не бери гајле. Ама чекај, Не разбра? Ама чекај, бе. Нема чекај. Ама чекај, бе, ефенди, бе, како бе, каде ефенди, бе? Абе, како летнала печена гуска, бе? Како да му кажа, бе, ќе ме одаре шипкат? Ете, белја работа се. Ете, белја работа се. Што да правам се? А? Гуската печена летнала. Те треба се правам на будала дека летнала гуската. А? И кој ќе окрка стапот, ја ќе окркам. Ајде да му се не. Ох, моли мајко ми. Ох, моли мајко ми. Убаво, убаво. Готово е. Ајде, се ли изваде од фурната? А? Се е испечено, газда се е извадено. Донеси ја гуската од бегот, еве го кај калпата, тој измекелот, да ја земи. Абре, донеси ја што си застанал тако, да си болен? Види го. Абре, шо е? Шо е? Дај ја гуската на бегот да му ја дадем. Ја нема. Како бре нема? Беше тука и шо? И што бре, што се стори? летна! Како бре летна? Така е, вака стори, вака со крилцата и летна! Аха. Летна глата твоја сега. Сега бе, сега ќе тоте. Абе, нема бе, Како може? Чекай на гуската летна. абе, луѓе, душки! Сте на луѓе готе. Леле, око! Што, да не си измори? Се измори. Ај, одмори се малку. Потпри се на зидот. Така. Уште малку ќе стигнеме кај кумот и ќе се договориме за името. Зошто? Нели Гоце ќе биде? Не, Јане. Зошто Јане? Па види, Гоце е убаво име, ама знамеден Гоце, многу мал, а вака, со голем нос, па да не му остане само носот. Арно велиш. Јане ми е некако поголем. Така е, ајде. Така, утре одиме в црква. Црква, е? Црква треба да идеме. Женички, што ти направи? Ништо не ме, не се кире. Не се кире, ништо не ме. Олеле. Моли мајко. Не се кире. Ништо не ме. Те убили. Сега ќе ми плати. Ништо не ме. Те боли? Не ме боли, не. Не ме боли. Сега ќе ми плати. Не ме боли, не ме боли. Не се кире, ништо не ме.
Абе, ама продуге, почекайте. Леле, моли мајко, шо ме леле, моли мајко. Слушай, брат, татко убаво рече. Нивчето е за тебе. 2 хектара е, ама за тебе. Не може, то не може. Што не Татко може? не можел тоа да го рече. Еве, Како не? јас сега како пред мене да го гледам, ко ми Сега вели, ти ќе ми кажеш нивчето само за тебе, не за брат. И јас го гледам пред мене и ми вели братски да подели. Абе, како братски? Не може братски. Пола на пола. Братски, не. Ти ќе ми кажеш, јас знам што ми рече. Јас знам како може татко да рече. Ајде! Братски, ти. Абе, да даде Господ да удри гром па да те отепа. Ти си ми бил некако брат. Прости, пријателе, не те видов. Ајде, стани. Не прави ја белјата поголема, стани. Пријателе. Абе, што направи, бе? Отепам човекот. Прости ми, пријателе, прости ми. Што ти стори дека тоа буда летинка, бе? Леле, аме ми то тепа, бе, брат, бе, не. Остана нивчето сега, ма ти ми отиде, бе. Не мислев така, бе, брат, бе. Не мислев така, бе. Бе, ако не те стигнам овде кај кадијата, ќе те стигнам, бе, мамичето, бе. Абе, од другата страна. Ене го таму. Слушај ме, ти сега мене убо, синко писар. Види го дедо ти во суратот, цел си плукнат на него. Само носо си го види. Ама да не остани работата на тоа, ќе треба убо да ја учиш оваа сколија, писарлакот. Сетне кадија да станеш. Оти думаш кого судевме оној Лазара од Барахо за франгите. Сега ова ќе биде друга работа. Затоа 4 да ги отвориш, да ги опулиш очите, отварај тефтерот, запишувај и школата да ја ватиш. Ко што треба. Така. Абе, сега вас да ве опитам да кажете она за гуската. Кој го тоа прв почна? Кој го сега тоа прв почна? Гуската? Се почна со гуската. Гуската што ја нема. Ајде, Бегу, поели, бујрум, кажи што имаш да кажеш. Јас не барам ништо друго, само мојата печена гуска. Зошто не му ја дадовте гуската на Бегот? Пиши бе ти, пиши. Како да му ја дадам кога... Што кога? А изборувај де. Кога ја нема? Летна? Како летна? Имаше крилја. Имаше. И со нив летна. Имаше крилја. Кади бабе, со крилја беше. Со крилја. Не се носи гуска на печење со крилја. Затоа летнала. За друг пат, Бегу, да си знаеш, кога ќе носиш гуска, некаде да печеш, да биде без крилја, оти пат ќе ти летне. Ај, води си сега. Ама Кадио... Нема ама, бре, нема ама. Се знае тука кој кажува, кој суди. Јас сум тој што кажува што е право, а што е криво. Ај сега, момчево од тебе ослободено, така.
да си знаеш и за друг пат ова да не го заборавиш како се пече гуска. Без крилја. Ајде сега, оди си. Сега, кој е наред? Јас Кадио. Мене прв ме снајде маката. Отидов да купам леп и тој ме акна со лопатата и ми го извади окото. Како сакаш ти момчево да го судиме? А? Па се знае, Кадио, око за око, зад за зад. Око за око. Како да? Бидува, ќе го казниме така. Он ќе го извади окото и ќе го ставиме кај тебе. Само ти прво да го извадиш то око, за да можеме неговото око кај тебе да го ставиме. Не бидува, Кадио. Како така? Како да го извадам окото? Ќе ме боли? Значи боли, а? И ако боли, ај, надвор, излегувај. Ти бараше око за око. Не барам ништо. Не. Јас ќе си одам, а око ќе ми оздрави. Не барам ништо. Кој е сега третио што се жали? Јас, Кадио, сакам тешко да го казните. Ние одејќи на кај кумот, со жената, тој ја турна жената во дрвото и таа падна и се исплаши. И бидејќи беше трудна, го изгуби детето. Барам око за око. Па добро де, лели така сакаш, така и ќе направиме. Ти ќе му ја дадиш жената кај него, да седи 9 месеци, па тој ќе и направи друго дете и ти ќе си го добиеш детето пак назад. Така, да ти врати око за око. Ама, Кадио, не играј си со мене. Кај бидува да му ја дадам жената и, како што велите, тој дете да ми прави... Не сакаш? Тоа не ти се бендисува? Значи го ослободуваш и ти, момчето. Ај сега, ој си ти. Што судење ќе е ова? Јас сам ќе си направам дете. И да си направиш. На маката што е имало момчето, сега и вие тука душата ќе му ја вадите. Така е, Кадио ефенди, така е. Јас не сакав. Јас само сакав главата на рамене да ми остане. Толку многу ме брка и ме гоне. Ти да молчиш. Тебе ништо не те праќа. Ај, сега да видиме кој е наред. А ти? Со братот, а? Јас сум, Кадија. Само, со мене нема лесно така да поме. Не е ова гуски патки шатки. Неродено дете, извадено, довадено, невадено око. Не знам, крилја пресечени, не пресечени. Работата е за брат ми. Што е за брат ти? Што му е на брата ти твој? Што му е? Тоа му е што е мртов. Ово е овде го тепа. Од зидот падна право нагла и го тепа. И што бараш да му биде казната? Како што си е правдината. Око за око. Сакам неговиот брат или, ако нема брат, неговата сестра, да се погуби. Око за око. Така нека биде. Умрел човекот не е шега. Јас не сакав да го тепам, Кадио ефенди. Јас скокнав себе си да се отепам. Оти порно ќе беше да беше така. Оти ако ме фатеше мајсторо, жив ќе ме одереше. Толку многу ми беше страх, толку многу ме гонеа, толку една цела сурија што не знаев кој ќе ме тепа, кој ќе ме брани, Кадио ефенди. Ти да молчиш. Човекот бара око за око и ќе му дадеме. Ќе направиме вака. Сега ќе појдеме пак кај Дзиздон. Кај што умре брат ти. Тогаш ќе направиме вака. Калфата сега ќе застане на местото од брат ти, а ти ќе се качиш на Дзиздон горе. И ќе рипнеш врз калфата, да ќе го отепаш. Да. Што? Јас да скокнам од тој висок зид, па да не го погодам и да се отепам? Не сакам.
Па и тој можел да се отепа ако не го погодил брат ти. Еми ти сакаше око за око. Ако не сакаш, ајде, врви си го патот. Кадија, јас не мислев така, јас мислев дека... Ти како што мислиш не е право. Оди дома и мисли. Сетне ќе ти текне дека не е право тоа што го мислиш ти. А од тебе момчето ослободено. А сега, ајде, врви си по патот. Па може и така и ќе да е подобро. Ај. А ти бе? Ти пак на што се жалиш? Ај, Се жалам. Се жалам и го тужам овој овде, оти да не ми го дотужи ракава 2-3 пати. зошто го тужиш? Ете де се жалам оти сакат да ме прави дека сум мал во умо. И оти бегот си го изгубив за моштерија. Толкува моштерија како бегот, ете така ми отиде. Што да правам сега? Еми јас тебе ништо не те разбирам. Па тоа де што сака да ми каже оти печената гуска летнала. Јас сум сведок. Јас со своји очи ја видов гуската како летна. И леташе, долета над мојата куќа. Бре, мафтај со крилцата, си избори, падна во мојата куќа и токму пред мене на трпезата. Ја гледам гуската, велам, шо да и прав ја? Ја гледав и ја суправив. И сега што да правам? Еми ништо не, шо ќе правиш? Сега калфата ќе си го земеш и ќе си ојте на работа. Ќе си ојте у дома си. А тоа, со бегот, си го изгубил за муштерија, не е голема работа. То не е нешто. Ами, него го изгуби за муштерија, мене ме доби за муштерија. Ете така. А и така да ти кажам, бегот нешто требаше да ми даде. Па сега во ЕСА-пот сме тамам. Ајде сега, ојте си со здравие. Гуска со Ö се пишуваше или со Ö? Добар ден. Добар ден. Бе, не можам да ги смислам, бе, хоќе ги видам овде вака нешто ме мачи, ми се бурбути, ми се гади. Тебе, а мене? Шо тебе? Аби, ми се мели умов од тука, нешто ми се крева и мене не знам што да правам. Оти толку ги мразам луѓе, не сум мразал некако во живот. Овие двајца, толку некако, еден со брат, па толку е убаво да се скараат. Да еден да си преречи на другиот нешто, да расипат работа, да свикаат. Не, бе, знам бе, ги слушам, бе, нели живеам од Каршија, живеам, ба така, знам. Ги имаш чуено некојаш да се скараат? Не, бе, не. Бог да чува. Па женине, две жени јатарви. Толку е убаво и да се караат меѓу себе, да викаат. Не. А бре, овие Не. Колку врзани то муцки. А моите дома да ги чуеш. Леле. Сега се караат, бе, кокошки, гра, кости куват. Само чекам ден кој ќе дојде, очите да се ги извадат. Како моите исто. А исто, а? Ама како да направиме овие двајца да ги скараме некако. И тие двајцата браќа меѓу себе и со се жените да се скараат.
човек, да шо? направиме нешто. Леле Шукев ќе ми се направи. Нема, Леле Шукев ќе ми Не, се. бадела. Колку пати јас сум се обидел да ги скарам, ама не оди. Не оди бадела, брат, туку... Знаеш што? Нешто ми се врти мене низ умот да... Чекај, вака ќе ти кажам. Да смислиме и јас и ти заедно некоја кавга за нив, двајцата. Сети ки две глави, поарно мислат од една. Па не ја правиш лош му, Видиш? Ај вака, двајцата ќе си одиме сега дом. Так. И ќе мислиме двајцата, утре пак да се видиме и ти да кажеш и јас да кажам. Ама не на ова место, на друго место деме. Ајде, да не Ајде, да не губиме време. Ој ти напред. Завршила? Ајде, еве. Браво, бе, Менчи. Ете тако. Да кажам, жолтава стара ке да ти е. Стара? О, Се гледа. 13 годишна бе, братче, 13 годишна е. Еви за мене, да може? Ај, заедно. Ај заедно зубо. Ај заедно, ај за убаво, ај за убаво. Добро, како сте, Како ви оди работата? Врви, Менчи. Врви, Хвала нали? му на Бога, добра е. Добре, Менчи. Ту, да не се урочиме. Годинава добро ни роди, лозјето, нивите, стоката добра, да не се урочиме. Убаво, па како и нема да ви биде убаво кога и самиот Господ ве благословува. За милоста што си ја имате, за убаво што си живеете, братски, убаво. Така е. Знаеш што вели старата поговорка? Кај што има слога, има и напредок. Браво! Оти бе, Менчи, да нема. Оти да нема слога. Ние не сме си грешеле. Заедно сме. Море, момче. Како бе? Тој што сака да се кара, тој ќе си најде. А има и такви. Знаеш, Менчи, дека има. Има, како нема. Ги знаеш нашите комши? Кој? Оние двајцата? Оние двајцата. Пред некој ден ми доаѓа оној малиот со носот, Со оној големиот нос. Кога почна да ми збори гадости за брат ми, абе да ти се поврати. Што Не зборуваш. Не. Мене пак оној другиот. Тој со помалиот нос. Абе, доаѓа и ми вели. Добра, ај сега, не е закажување. Не, кажи, Менчи, ќе ми се насмеете. Гадости, ај сега си гледаме ракијата. Ајде, за такви глупости. Да ви кажам, знаеш зашто тоа го прават? Ви завидуваат. Мака им е што си живеете така убаво, братски. сигурно. Да разбирате? Чувајте се, оди, чувајте се. Тие дома сами се караат, очи си ваѓаат. Да се чувате од тие. Абе, Менчи, па ние не ги ни слушаме. Нека се зборуваат што не гајле. Слушај, од едно убаво влегува, во друго излегува. Право, право, убаво. Ти нас не заборај. Ма како сум ве заборавил? Еве веднаш доаѓам. Уште по едно да се напиеме. Грејота се нека не чека. Ајде на траге. Ајде заедно. Ајде се најубаво. Ова букалче го остави го, ќе се најде. Добро, ќе го оставам. Морам додам. Ајде, бркај работа. Уште видите да не чекаат. Сигурно. Ете така. Повелете. Уште по една. Веднаш. Што му плаќам си, бе? Кај да иш, да не, 2-3 дни ке си пикна, може бо. Ако е за... Ама не е да е нешто, вако да кажеш, работа некоја тешка, ама, што? Еви ги. Кој бе? Идат бре овие, бре. Пукна се. О, добар ден, комши. Добар ден. Што беше добар ден? Абе, не може да ги гледам крв пред очи ми се. Абе, целиот вријам од на тебе, целиот вријам од... Ќе пукнам. И јас, бе. Ај шо велат, па не се ни лутат, бре. Не се караат меѓу себе, ама барем нам да ни се налутеа, да викна нешто. Што сте зборувале вие таму за нас? Не, бе, него се... Ако, комши, ако сте Абе, на будали се праде, мек ништо не сме кажале. Ништо, комши, убаво, ќе се живее. Слушај, вам, да ти кажам, јас мислам дека смислив нешто за нив. Една калга. Море, шо си ти, ако не ја смислиш никој друг. Шо е се, шо смислиш? Не, ајде одиме сега да не губиме време, попат ке ти раскажам се, а
Има таква кавга да им направам. Цело село има да им се смее. И старо и младо. Ајде, Бре, шо Абе, ќе... ајде. Шо ќе... И не ли ви беше страм тие страмни работи да ги правите? Шо? Мислевте нема ред и закон во земјава? Помисливте оти не треба такви срамни работи пред светот да правите, бре. Шо? Јас ве мислев за умни, а вие само страмни работи сте правеле. Што молчите, бе? Што молчите, бе? Кажете нешто, ајде! Зустанете! Кажи нешто. Што да кажеме, бе, Кадио? Вие и без да не прашате, веќе не казнивте. Добро, бе, Кадио. Не помисливте дека може би сето лага и измислица? А бре, Кадија, па не ви текнува дека ние такви работи не правиме. Бог да чува, бе, Кадио. Ние тоа да го направиме. Еј. Го чувте ли вие овие што го велат? Чув. А имате ли вие докази за тоа вие што го велите? Имаме, Кадио, и двајцата имаме. Абе, не ми шепоти, зборувај гласно. Гласно сакам сите да чујат. Гласно. Абе, Ефенди Кадио, тоа што ти го шепнав, јас ке ти го шепне и мојот сосед. Истото ке ти го шепне. Ајде, шепни му ти, кажи му, ајде. Да чујам. Не ми шепоти, бе. Абе, гласно сакам да зборувате, бе, сите да чујат. Докази ми требаат. Докази ми требаат. Ами, ако е така, Ефенди Кадио, ете, пред врата се нашите жени, нека влезат, нека кажат и тие што има да кажат, тие се најголемите докази, еве да ги викнеме да влезат. Од нив поголеми докази нема. Може, Одам да ги викнам. може, чек. Викнете ги да влезат тие, вие почекајте таму. Сами да влезат. Да, вие надвор почекајте малку. Како ќе кажеш ти, Кадио? Ајде. Вие, што молчите, а? Дури сега е бадијала, што и да зборуваме. Од кога видовме што видовме, од кога чувме што чувме, сега за џабе ќе зборуваме, Кадија. Кадио, да ти објасним. Кадио, што ни се случи? Поле. Леле, ама мораме Кадио, не знам, Леле. Поле, Сузе, тут. Една по една. Ајде прво ти. Кога ме фати Кадио за раце, па за нозе, па фати да ме влече, дури до плевната. Ми ги пушти рацете и нозете. И повторно ме фати прво за нозе. Ме турна на земја и... Леле, Кадио. Што? Срам ми е да ти кажам. Ма не можам в очи да те погледам. Добро. Оние двајца, што Добро. мислевме. Еве модринка имаме, ево овдека имаме една модринка, овде имам уште една, Кадио. Еви од позади има модринка. Позади модринка. Добро, ти море, ти. Што да кажам, Кадио, не е закажување, срам ми е. Кажи пред мене, кажи на Чичо Кадија си е. Вака, си стоев јас во дворот и еве ти го ово иде. Ми се доближи и ми вели да ми дадеш троа назаем модар... Добре.
Модар камен ден. И јас викам, ајде човеке да му дадам. Влегов во визбата Кадио, а тој ти го помене. Ја затвори вратата и незгодно е да кажам Кадио. Кажи ми, Чичо, Кадио, кажи. Сакаше да ме обесчести. Еве, јас целава снага ми е со модринки. Еве овде. Еве тука има. Види Кадио, еве и тука. Ајде, одете сега, ајде, доста, одете, излезете, ајде. Ајде, излезете. Утре ќе ги викнам уште еднаш да ги испрашам. А вам ви следува тешка казна. Темница 3 години. Со пранги на нозете. Вашите соседи сакаа веселка, ама немам уште толку големи докази за тоа. Стража, ајде води ги. Еве, каснете по нешто од мене и од стражарот. Санданџија, да не си слушнал нешто за нашите? Не прашувајте. Да не морам да ви кажувам. Жал ми е. Абе, Санданџија, бе. Окапавме тука 2 години. Што па тебе ти зборувам, а? Бар да се видевме со најмилите, а? Има ли душа, бе, тој Кадија, а? Брат, да имаше душа, немаше да го направи она што го направи. Арно, ама му донесоа докази овие. Кадијата ве осуди на бесење. Чекаат да поминат 2 години и да ве клаат на бесилка. Еве, утре ќе ви го прочитат пресуденото. Арен човек си. Едно арма ако може да ни направиш. Да му пишеш на царо. Ама не му кажувај дека си ти. Да. Некој зло да не те снајде. Значи, ќе му пишеш на царо, ќе му кажеш каков Кадија има, дека за рушвет направди на луѓе на бесење праќа. Арно, да му напишам, ама кој ќе го прочита тоа? Подобро ќе биде вие да го напишете, а јас да го пратам. Ама никому да не му кажете дека јас сум го пратил. Оти и јас имам челат за гледање. Не, Санданџија. Не, за добрина со лошо ќе враќаме. Слушај, ај донеси ни ти нам книга и мастило. За другото ич не бери гајле. Не бери. Бидува. Бидува.
Купете, луѓе, повелете, купете. Повели, човече, купи си нешто ако ти треба. И ако не ти треба, купи нешто. Многу голема мака си имам. Пари ми требаат. И шо мака е мори женота? По куќнината си ја продаваш, а? Мака голема е, да не кажу. Голема мака, многу голема мака, за пари си имам, а работата не е за кажување. Не смеам да кажам. И добро де, и да купам, ама кажи шо мака е. Не смеам да не ме слушни некој. Тебе те гледам, не си од нашево. Не сум тука женес. Нема да кажеш никому. Не кажувам да, хај кажи ми. Нема, кадијата да не ме разбере ако каже. И што? Знаеш што, мака си имам човек. Што? Си имам 20 синови. Умни, убави, праведни, на мравка не газат. Ама ги осудија, ги наклеветија клетти комши и ги осудија в затвор да лежат, а сега би кажала на бесилка ќе ги клале. Па продавам да соберам пари за рушвет на кадијата да му дадам, да ми ги спаси дечињата. А велиш рушвет на кадијата да му дајш, за да ти ги пушти дечињата, а? Ами, ако кадијата не е рушветлија? Не викај, човек. Немој да не чуе некој. Рушветлија е. Тој за рушвет ми ги затвори децата. За рушвет ми ги... Немој да ме слушни некој. И мене таму ќе ме клад. А знаете сами со дечиња, кој ќе им се најде. Немој човеку никому да му кажуваш. А ако сакаш да купиш нешто... Ќе купам, жено. Да не разбере за оваа работа. Нема да разбере, нема. Ќе ми купиш нешто, а? Еве, жено, земи. А по куќнината нека ти стои. Само да го видам јас кадијата кога ќе ги зема парите за рушвет. А убај, царштината ми била рушветлија, бре. Ајде, со здравје, жено, со убаво. Да, мајка, убави ти. Ги студи? Тебе ќе да ти студи? Да не сте гладни, нешто да не се јади. Добар ден, невесто. Што вака? Добар ден. Вака, те гледам. Ми личиш на добар човек. Ако сакаш да ги купиш децава, ќе ти ги продадам. Аман мори, невесто. Зар до тука дојде работата? Ами ете, наместо да ги имаш за чеда, нека ти работат, нека те служат. И добро. Хај да речем, ќе ги купам децата. Ама, за ошто ти се тие пари? Сега ќе ти кажам, човек. Овие двете се мои, а третото од ја трвата. Мака. И кажуј да кажу. Мака голема имаме, човеку. Парите за рушвет на судот ми треба. Мажот и деверот од бесилга да ги избавиме. Ете, тоа ми е маката. Зато ако сакаш да ги купиш, ете, одма ќе ти ги дадам. И па добро, арно велиш, ај. Јас ќе ги купам децата. Ама слушај, сакам да знам кога ќе одиш кај кадијата да му го даваш рушветот, па јас да видам. Одма ќе му го дадам рушветот, само да ги земам парите, човеку. Правди Бога од клети комши им завидуваа на слогата и на добрината. И сега сакаат да ги посрамотат пред народот. Ето, тоа е работата. Рушвет му дадоа на кадијата и сега без око да му трепне, ги затвори во затвор. Демек, за рушвет ги затвори и сега ги продаваш ти децата за рушвет да му дајш да ги куртуниш од апсааната. Па лелија така, арно,
Ајде, јас ќе ти дам пари, ќе ти ги купам децата. Ај, земи ги парите. Ама ко што ти реков, јас да знам и да видам кога кадијата ќе го зема рушветот. А така, ова за дечињата рече, ама, слушај, ај, нека ти се дечињата, така, да си ги чуваш, со здравје, со убаво да си ги пораснеш, а вака јас само да знам кога кадијата ќе го зема рушветот, та да видам. Толку од мене. А друго, со здравје, ој си и со убаво, и немој да тагуваш појќе. Ајде, невесто, ајде, со здравје, со здравје. О, царе наш. Полега, бе! Не дугај, бе! Не дугај, бе! Царе наш, пискулот ми паѓа. Не дугај, смрдиш, бе! На што, бре, царе наш? Лукојна, беш, дригојна! О, царе! Сизел баги ми ти лук. Многу ми зоврива ноќе крвта, царе наш. И така... Се ќе ти зоврие. Слушај ме ти мене, кадима, бе. Кажи, царе наш. Видов и разбрав за оваа твоја работа. Иншала, царе наш. Шо бе? Знамо ти мириса многу на лук, машала. Остај го лукот, бе. Не зборувам нашала. Туку, вистина ти зборувам. Кажи, царе. Слушај, за ошто, бре, ти си земал рушвет. И на правдина Божја, синоите на она сиромашка, а и многу други работи, на бесилка си ги клал. Едно да знаеш, сус, нема сусима сакаш. Слушај, бесилката што си ја курдисал за децата, ќе ја дотераш, ама за шпионите, за тие што ги клеветеле. А сетне тебе, 3 години апсана ќе те клам. Да ги тргаш маките што ги тргале децата од твојата неправдина, бре. А сетне ќе ти судам. Царштина, бре, со рушвет ли ќе крепиме, бре? Аман, царе. Нема аман. Царе, доста ми е од рушвети и да не кажам од кои други работи. Царе. Сус! Ајде, излегувај, нека те водат. Царе, царе. Сиктер, бре! Сиктер, бре! Само да не биде бесилка, царе, да не биде 3 години сандани, царе. Нама ли? Ими јас за царштината? Нема, слушај. Ајде, оди ко ти велам, сетне ќе те судам па ќе видиме. Али 3 години, али друго нешто ќе те чека. Друго нешто, царе. Ајде, оди. Ајде, сиктер, бре! Царе. Стражар, бре, зашто го пуштите? Сиктер, бре! Еве, царе, ти благодарам многу. Керата, ќе платиш ти за ова. Гледате ли, нашиот цар не е кај луѓе да лежат зандана со рушвет. Да. Така е, бе, ме, Анџема, донеси нешто да се напиеме. Добро, ти донесам, ама да знаете, правдината се тенчи, ама не се кине.